Здраво на сите. Се надевам дека вие сте подготвени, како што и ние сме подготвени тука во нашето студио за денешното издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите чекаат тебе да бидат повикани, па да не им го одзимам повеќе времето. Секако прво ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Александар и Бојан. Ојле! Бојан, здраво. Како сте? Одлично, Александар, како сте? Одлично, вие како сте? Добри. Расположени денеска? За денес, да. За забава. За забава. Минатиот пат? Колку пари ми земав? 150. 150 евра, така застанавме на пола од она максимална сума. На пола која станува збор за сумата, но на само 6 одговори до главната премија. Дали ви беше криво или не? Па не. Доволно беше. Доволно беше и така, кажи. Сепак како што рече, Може за да дружи. беше 50 програма, ама Што е сигурно, кажи. сигурно. Да. Денеска ќе имате повторна шанса, но имате противници кои што ќе треба да ги елиминирате. Дали сте подготвени за нив? Така, да. Така, подготвени сме. Да речеме, ќе Да се пробаме. забавуваме, тоа е најбитно. Се, така е. Се дружиме и се забавуваме, ќе поднучиме нешто ново, барем јас, од Па и вас. ние, да. И тоа е тоа, супер. Денеска, да не сакате да дополните нешто, да додадете, Повторно да ги поздравиме, значи што поише да се пријавуваат на квизов, гледачите, фамилијата цела, сите останати роднини и пријатели. тоа е тоа. Да, поздрав и во мојата фамилија, сите што ме познаваат. Голем поздрав и од мене до сите кои што ве познаваат вас, до фамилиите ваши. И фала за повикот да се пријавуваат. Слободно пријавувајте се во Листа за 300, вратите ви се отворени на сите. А сега, домакини, ваша е домакинската кабина. Повелете. А сега е време да ги повикаме и нивните противници. Денеска, во улога на предизвикувачки, Весна и Валентина. Повелете. Здраво, дами, како сте? Добре, најдовме. Добре, дојдовте. Добро, Многу ми е драго што повторно еве се дружиме во Листа за 300. Повторно сте тука. Минатата сезона како поминовме? Некогаш подобро, некогаш помалку добро, ама пак сме тука. Пари успеавте да ми земете, се ајде да ме подсетите малце. 150. 150 евра. Денеска значи сте дојдени да дуплирате таа сума, претпоставувам. Да се надеваме. Ќе ви е многу скромни денеска, ко за прва емисија кажи. После ќе видите убаво. Ќе видиме. Дали сте подготвени за вашите противници? Па подготвени сме, што сме. Нема назад сега, подготвени, не подготвени, тоа е тоа. Супер, да не сакате вие да додадете нешто, ајде. Ништо да посакаме среќа и на противниците. Поздрав до сите што не гледаат и сакаат. Супер, голем поздрав е ви од мене до истите. Ништо, Весна Валентина во продолжение со среќа, па нека победи подобриот. Почувате како предизвикувачки, да видиме дали ќе земете домакинската кабина. Повелете. Нашите надпреварувачи се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме заедно дали работат како што треба, за да си немаме никакви проблеми во продолжение. Ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините, а Весна и Валентина, дали се слушаме? Одлично. Да. Така, знаете како да работи, така имаме проблем, ќе ви кажете, ако не е што не е јасно да прашате. Тоа е тоа, нема да ви го земам повеќе вниманието, да ве деконцентрирам, со среќа уште еднаш во продолжение ќе исклучиме вашата кабина, да провериме кабината на домакините. Александар, Бојан, како сте? Да, се е во ред со кабината? Да. Добро, домакини, знаете, мораме вас да ве слушаме, ако нешто има проблем, обавезно да кажете, ќе го решиме одма проблемот. Така е. Со среќа и на вас во продолжение, нека победи подобриот и посреќниот денеска. Нека победи. Ете, драги гледачи, кабините се како што треба, што значи може да си започнеме со првата лицитација од денешното издание на Листа за 300. А темата за првата лицитација гласи: женски имиња што ја содржат буквата К. Бараме женски имиња кои ја содржат буквата К како Кирил и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат најмалку 5 наши жителки. Александар и Бојан, дали ни е јасна темата? Да. Супер, Весна и Валентина, дали ни е јасна темата? Да. Одлично.
Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Таа улога денеска им припадна на Весни Валентина. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а дами, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 5, Започнуваме со 5, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 18, 18, округло 20, 20, 21, 21, 22, 22, 25, 25, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, едно повеќе 33, 35, 35, 36, 36, 40, заокружуваме на 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 45, 45, 46, 46. Ајде, дамите имаат предност, нека одговараат. Дамите имаат предност во вакви ситуации, да враќам од други дани имаат предност. Усите. Зезам нема, таман работа. Весни Валентина. Надававме до 46, што значи ни треба 46 женски имиња кои што ја содржат буквата К, доколку сакаме да го освоиме првиот поен. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Анка, Анка. Така е. Анкица, Анкица. Така е. Аника, Извини. Аника, Аника. Така е. Александра, Александра. Точен одговор. Алексија, Алексија. Така е. Борка, Борка. Така е. Боркица, Боркица. Точен одговор. Богданка, Богданка. Точно. Бранка, Бранка. Точен одговор. Бранкица, Бранкица. Со Бранкица имаме 10 точни одговори. Васка, Васка. Така е. Василка, Василка. Точен одговор. Веселинка, Василинка. Веселинка, Веселинка, извини. Така е, Веселинка, точен одговор. Викторија, Викторија. Точен одговор. Десанка, Десанка. Точен одговор. Далиборка, Далиборка. Така е. Жаклина, Жаклина. Така е. Живка, Живка. Точен одговор. Живкица, Живкица. Живкица 57 во Македонија, точен одговор. Малце, но доволно. Зорка, Зорка. Така е. Загорка, Загорка. Точен одговор. Златка, Златка.
Така е. Илинка, Илинка. Така е. Јаворка, Јаворка. Така е. Клементина, Клементина. Така е. Климентина, Климентина. Точен одговор. Катица, Катица. Така и Катица е точен одговор. Костадинка, Костадинка. Така е. Кате, кажавме, не знам. Не. Не кажавме. Кате, што мислиш? Катерина, Катерина. Точен одговор. Милка, Милка. Точен одговор. Ника, Извини. Ника, Ника. Ника, Ника. Точен одговор. Николина, Николина. Така е. Николија, Николија. Точен одговор. Роска, Роска. Така е. Ристанка, Ристанка. За Ристана, знам дека имавме пред некоја емисија. Сега да видиме, Ристанка, само 14, ама доволно за Ама точен таман. одговор. Таман. Така. Дали Костадинка ни кажа на ние Да. Костадинка, добро? Славка, Славка. Така е. Стевка, Стевка. Така е, точен одговор. Стојанка, Стојанка. Точен одговор. Трајанка, Трајанка. Точен одговор. Трајка, Трајка. Точен одговор. Убавка, Убавка. Така и уште 5 не остануваат. Да, полека. Киријана, Киријана. Киријана, точен одговор. Извини, Катерина, ја кажавме Кате. Катерина, да. И Кате, не. Дали сакаш Кате? да, Кате, Да. Така е. Дали Борјанка кажавме? Борјанка. Само момент. Веќе не знаеме. Нема Борјанка. Борјанка, Борјанка. И Борјанка е точен одговор и уште 2 ни остануваат. Полека.
Клементина, кажани, Калиопи, Калиопит, некоја варијација, или ќе нема да идеме? Не сме сигурни добро. Катерина, Кате, Костадинка, Кажана, лека ќе ни текне. Зорка, Кажано, Зорка. Зорка, Кажана е Зорка. Кажана ни е Зорка. Дали Борка Кажано? Дарка, Дарка. Ајде да видиме Дарка. Ако Дарка е точен одговор, туште еден ке ни фали што и така е. Даринка, Даринка или Даринка. да. Веќе кога стана збор за имиња, не знам како се акцентира, секогаш ме поправаат. И Даринка за 46 точни женски имиња кои што ја содржат буквата К, мора да ви признам дека без некој поголем проблем, вие си знаете, ама барем од оваа страна делуваше како да немате некој поголем проблем. Последниве 2-3 имиња што подзастанавте малце, иначе се течеше гладко. Учителки, познавате многу луѓе, да. Стварно, видиш, не помислив на тоа. Познавате многу луѓе и тоа си е ваше богатство. Да сте живи и здрави, честитки за првиот поен, но бидете внимателни, имам уште една лицитација за играње. Александар и Бојан, искрено, ни за вас немам што да ви замерам. 46 надавања имавме повеќе од доволно за било која ситуација, но ете го заборавивме сите моментот дека учителки, наставнички знаат многу имиња, располагаат со многу имиња. Ствари, браво си за нив што ги памтат сите тие имиња. Искрено, ја запознав многу луѓе низ животов, ама со имињата сум малце скаран кога станува збор. И за вас ништо не е готово, имам уште една лицитација сконцентрирано во продолжение, ништо не е изгубено, а јас сега ќе пробам да прочитам уште, да издвојам уште некое име, кажа 46, пуф. Ајде да видам која не ја кажа, Желјка, Доминика, Дамјанка, Каја, на К имаше доста имиња кои што не ги искористија, ете, нашите надпреварувачки, Каја, Кала, Калина, Калинка, Камелија, Карамфила, Карамфилка, Кармен, Касија, Ката, потоа Катарина, Кита, Клара, Клаудија, Косана, Косара, Кристина, Крстана, Ксенија, потоа имаме Ленка, Љупка, Марика, Марионка, Менка, Мирка, Моника, Петка, Рајка, Ранка, Темка, Томка и така, натаму има уште многу имиња. А сега, драги гледачи, време е за второто надавање. Ова надавање ќе одлучи дали ќе играме пенали или пак директно ќе се преселиме тука на главната сцена. Ништо нема да типувам однапред, туку само ќе ви ја кажам темата за втората лицитација. А таа гласи: животни чии имиња започнуваат со буквата Л или О. Бараме општо прифатени имиња на животни чии имиња во наша транскрипција започнуваат на буквите Л како Лиле или О како Оге. Архаизми и локални називи не се признаваат. Се прифаќаат сите видови животни: цицачи, птици, влекачи, инсекти, риби и друго. Се признаваат и раси на кучиња, мачки и слично. Но внимавајте, имињата на животните треба да бидат од само еден збор. Ќе ви напоменам нешто, значи не мислете на ларва ако планиравте да играте, затоа што тоа е фаза во развој и ќе биде погрешен одговор ако кажете, одма ви кажам се за да не изиграме, па после и ние и вие да се каеме. Александар и Бојан, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Весни, Валентина, дали не е јасна темата? Супер. Драги гледачи, веќе ви е добро познато дека при втората игра први започнуваат со надавање оние кои што имаат резултатска негатива по првата изиграна игра. Во таква ситуација се Александар и Бојан. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Весни, Валентина. Момци, кога ќе имате понуда, споделите со нас. 5. Започнуваме со 5. 10, 10. 11. 11. 15, 15. 16. 16. 17, 17. 18. 18. 19, 19. 20. 20. 22. 22. Нека одговараат. Да одговараат. Да. Александар и Бојан, денеска е во улога на джентлмени.
Весни Валентина, 22 празни полиња, ни требаат животни чии имиња започнуваат на Л или пак на О. Како стоиме со животните? Ке биде. Да, ќе биде, ајде да видиме. Јас вака кога ги читам лесно, пак ќе кажам, сега многу ме интересира некош вака како би седнал. Не би седнал, би сакал да знам само како, ама не би седнал. Во кабинат искрено да ми испрашуваат мене. Кога Како? седнавме, дознавме дека таму повеќе се знае. Да, нели од оваа страна. Овдека забораваш и тоа што Знам. знаеш. Верувам, ја многу добро знам. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнеш. Ајде. Овен. Ове, Овен, овца, така е. Овен точен одговор. орангутан, Орангутан. Така е. оса, Оса. Така е. ослич, Ослич. Станува вид на риба, така беше. Не сум многу по рибите, па затоа се осеќам гордо вака кога ќе погодам нешто. Повелете. острига, Острига. Така е. Опосум. Опосум. Точен одговор. Оклопник. Оклопник. Познат исти како армадило. Така е, точен одговор. Орел. Орел. Така е. Лав. Лав. Така е. леопард, Леопард. Точен одговор. ластовица, Ластовица. Веќе си замина од кај нас ластовиците, готово. да, Така е, точен одговор. Лилјак. Да, Дали да, со да. Л или со Л? лилјак, Лилјак. Така е. лемур, Лемур. Точен одговор. лисица, Лисица. Така е. Полека, да, Лилјак, лемур, да, лисица. да, Л и И. Ајде, мислете има. Лигња. лигња, Лигња. Така е. лабрадор, Лабрадор. Така е. Уште 5. Дали категорија на животни од типот на лопатар ќе влезе како точен одговор? Лопатар? Ја мислам дека не. Не. Да, група на животни станува Да. збор, да. Мислете да ми. Ајде. липицанер, Липицанер. Да беше конј, така? мола, Липицанер, конј беше? да, Браво. Не, марче.
Браво. Така е. Уште 4. Ајде, мислете. Да. Уште малце ќе треба да почнеме да броиме. Ласица. Ласица. Така е, и ласица е точен одговор. Уште 3. Лосос. Лосос. Така е, точен одговор. Уште 2. Да, лос. Лос. Така е, точен одговор. И уште 1. Овде би можело повика и пријател. Не може, жал ми е. Ајде, женски, мислете, времето се намалува. Ајде, размислете уште еднаш на О, видете на Л и морам да почнам да бројам. Да. Да бројам. Лемур. Го кажавме ли? Лемур, не е кажан. Лемур, кажа. Кажано. Кажано? Да. Како се израдував Да. јас. Мораме да броиме, мислете, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Многу ми е жал не еден. Ебе, тоа е сега, што направим? Да. Лебед. Лебед, најлесно вака што можеш од преска, викам ќе ви текне и го рипав тето. Л, намислете, па на Л, и, па на викам, абе на Е да почна да ми за тама. Вака, потоа, лама исто има, можете да изиграте, потоа, леминг, да, добро, лубин и така натаму има после окс, еве, азиско говедо, Орка. оцелот, орка, да, Некња на орка, некне имаше. ете Уби, така. елекес. Окапи, исто можевте и октопот да играте, него изигравте и октопот. Зашо не се можат сега? Да е, жал ми е. Ајде, Супер бевте Веста Валентина, многу ми е криво вака на последниот одговор, ама што да правиме, правилата си се правила. Александар и Бојан, честитки за освоениот поен. Коса ви побеле, ќе ви паднеш уште малце. Буквално, за влакно се извлековте сега, супер. Честитки за вас за освоениот поен, но сега, ќе одиме на пенали, ќе биде интересно, нема време за опуштање. Истото важи и за вас, женски, нема време за опуштање, драги гледачи, пеналите ќе бидат тие кои што ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи на главната сцена и ќе го соочиме со темата од нашата листа за парична награда. Затоа, да не должам повеќе, темата за денешните пенали гласи: зборови од песната на 223-305. Бараме зборови од 3 или повеќе букви што се содржат во Евергринот на Драган Мијалковски на 223-305. Сите такви зборови, па макар се разликувале за една буква, се сметаат за посебни зборови, но можете да ги кажете само еднаш. Александар и Бојан, дали не е јасна темата? Да. Одлично, Вести Валентина, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете дека на пенали први започнуваат со одговарање, тековните предизвикувачи во таа улога се Весна и Валентина, што значи, дами, од вас го чекам и првиот одговор. Насловот не смееме да Не го повториме. смееме, да. Насловот е на 223-305. Да. Да. Те, Како? те, Од 3. Да, од 3 па од три, повеќе, да. аха. Да. чекам, Чекам. Чекаме точен одговор. Драга, Драга. Точен одговор. јави се Јави. или ја.
Така. Побарај. Побарајме. Побарај. Побарај точен одговор. Мораме одговор да кажем, извини. Да. Љубов. Љубов. Мислам дека нема љубов. Да, љубовна е песната, ма ништо не е готово. Се уште чекајте да видиме. Долго. Долго. Со долго си обезбедуваат победата Александар и Бојан. Многу ми е жал, леле, искрено, се изнеработевте денеска да можев и едните и другите да ме пуштам тука со мене да се натоварувате за пари, ке ме пуштев и едните и другите, за жал, нема љубов во ово Евергрин на Драган Мијалковски. Еве сега ќе ви ја прочитам песната. Долго јас, долго те очекувам да се јавиш ти, но залудно се надевам. Викни ме, знаеш дека свет си мој, сврти го мојот број. На 223-305 те чекам, драга, јави се. На 223-305 побарај ме. На 223-305 те чека еден свенат цвет. На 223-305 побарај ме. Тоа се зборовите од Евергрин на Драган Мијалковски на 223-305. За жал, зборот љубов го нема во оваа песна, иако станува збор за љубовна песна. Што значи, Александар и Бојан повторно ќе ги видиме тука на главната сцена и повторно ќе имаат шанса да освојат парична награда. Дали и колкава ќе биде, останува сите заедно да дознаеме во продолжение. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Александар и Бојан повторно се со мене тука на главната сцена. Како што и самите знаете, минатиот пат успеа да ни излечат 150 евра, а денеска ќе имаат шанса да ги дуплираат тие пари доколку нели ни се погоди темата. Имам веќе подготвена тема, интересна, како гледаме, дали гледаме филмови, како го поминуваме слободното време. Па немаме многу време за филм. Нема многу време за филмови. Јас искрено секогаш сум со надеж дека ќе успеам да гледам некој филм или некоја серија, ама ништо. Пуштам 8:15-20 кога ќе ги заспиеме маливе. Те викам секогаш амбициозно и сваќам дека после 15 минути сум заспал и тоа се будам после 12, 1, 2, ама тоа веќе не се гледа, не се продолжува. Филмот заврши. Толку е. Сега вака денеска темата ни е поврзана со филмови. Но пред да ви ја кажам на брзинка да се подсетиме како стојат работите со нашата листа, која е составена од 15 празни полиња и кои истите треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од тука 100 парична награда од 300 евра. А сега, Александар и Бојан, слушајте добро, а слушајте добро и вие, драги гледачи. Денеска го тестираме нашето знаење на тема филмови со актерите Роберт Де Ниро или Ал Пачино. Извор, сајтот на ИМДБ. Ги бараме насловите на филмовите во кои играле актерите Роберт Де Ниро или Ал Пачино. Доколку двајцата играле во ист филм, тој филм можете да го кажете само еднаш. Александар и Бојан, како стоиме со актерите Роберт Де Ниро и Ал Пачино? Јас слабо стојам со филмови, немам време за филмови, најискрено. Слава, стоиме со филмови. Ајде да пробаме барем да најдеме некој. Што сме гледали, да пробаме да видиме. Некој ви текнува, леж размислете прво. Бојан, ти како стои со филмови? Многу слабо, јас многу слабо имам време. И ти многу слабо за филмови. Чекај да видам кој имаме тука да пробаме. Роберт Де Ниро игра во еден филм кој што го носи името по негативецот, најголемиот противник на Бетмен. Робин Худ. Не, на Бетмен. Кој беше најголемиот противник на Бетмен? Дали ви текнува? Има и карта таква постои. За играње. Што во Макао те пуни со пет. Джокер. Джокер.
сум филм. Не ти треба еден, ти треба 3. Сега уште 2, што? Уште 2, да. А дали знаете кои се најмафијашките филмови на сите времиња? Кои ги сметат за најмафијашки такав филм? Ги има трилогија, мислам. Джеймс Бонд? Не. Не, баш онака за мафија, поврзани за америчката мафија. Потош италијанската мафија во Америка. Нема време за филм. Нема време, не. Работа во ише, приватното не дозволува за филмот. Не дозволува, да. Ве разбирам, не многу луѓе имаат време, посебно во денешно време да гледаат филмови со ова брзо време на живење и посебно нели со цените кои што во последно време не утепаа сите. Па времето за филмови гледање или за трошење време веќе се помалци имаме. Многу ми е жал што не се погоди темата за да можевме барем нешто да направиме, да извлечеме и 50 евра, но ќе се договориме. Ние Да вака сме живи и машко здрави, друштво, ќе си направиме една филмска вечер, ќе си седнеме со мезенце, сокче, да, и ќе изгледаме некој филмче. Договорено ли? Договорено. Јас ке частам тогаш. Може така. Александар и Бојан, на моје огромно задоволство, ќе бидете повторно надпреварувачи во листа за 300 во следното издание. Вашата победа ви го донесе тоа, иако во оваа ситуација не успеа да ви донеси парична награда. Но не очајуваме, Здравје. гледаме напред до наредниот пат, така ли е? Така е. Браво за денеска, изигравте многу паметно, ги насанкавте вашите противнички, самите да сработат работата за вас. И супер, пак ќе кажам, криво ми е само што темата денеска не се погоди, па да заминат од тука и со парична награда. Но, пред да се одјавам понатаму и да ве поздравам сите, да ги прочитам дел од оние филмови, сепак имаат многу филмови изиграно актерите Роберт Де Ниро и Ал Пачино. Тука ги имаме Ангелско срце, беше еднаш во Америка, Војна со дедото, Добри момчиња, Гудфелас така познат, запознај ги родителите, запознај ги Фокерови, потоа Ирецот, Казино, Кум 2, Ловец на Елени, тоа е еден култен филм со Роберт Де Ниро, Нью Йорк, Недопирливите, потоа Ронин, Таксист, исто така култен филм, Убиците на цветната месечина, Джокер, Шоутајм, а кај Ал Пачино ги имаме Адвокатот на ѓаволот. Потоа беше еднаш во Холивуд, заедно со Роберт Де Ниро, Дони Браско, Шештина, Кум 1, Кум 2, Кум 3, Мирисот на жената, 13-мината на Оушен, Човек со лузна Джеки Джил и така натаму. Но, пак ќе кажам, многу не луѓе кои што немаат време да гледаат филмови, ништо нема да им значат насловите на истите. А, драги гледачи, со ова го завршуваме денешното издание на Листа за 300. Како што реков, ви закажувам среда веќе во следното, за да видите што ќе направат Александар и Бојан тогаш. А, до тогаш не заборавите, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао! Не,